Здраво на сите, поздрав, може да съм во ехо. Шо бе Том? Ето Том ва поздравя малце. Значи видите го Том. Значи си дойдех малце во Гевгелија и отвари ва моята детска, декши аз бех пред да свам во Скопје. Отвари сега на сестра ми соба и нели го изфарбале зидот и купиле нов шкаф, кревет се тоа. А мене ми прават нов спрат, што значи ќе има спрат тур. Как ще гледате по самиот наслов? Значи, как ще гледате по самиот наслов, ваден сакам да кажам нешто повеќе за мене. В која смисла нешто повеќе за мене? Во смисла што вие не го знаехте тоа нешто за мене. Значи, мојот живот во кратки црти. Во кратки црти што е можно пократки. Сега, значи, знаете сите, нели? Лазар Резанов, 19 години. Сега, февруар 27 2022 ќе полнам 20 години, пошто сум роден 2002, 27 февруари. Риби во хороскоп, под знак Близнак, а во месечина, односно трет знак Девица. Сега, често се дешава, не можам да гледам во камерата кога лафам такви озбилни теми, пошто од причина дека немам трема, али мислам дека не можам да ва гледам во очи додека ви лафам во, заради тоа што имам некој страх од тоа как ќе ме сват. Искрено ви кажувам. Значи, лафме сега кој един спроти друг да седне. Значи, не лафам кој јас пред камера, току во секој те седите пред мене и јас сакам да ви се искажам. Сега, значи, 2019 не 2020, кога снимах Лаки Царе песната, сите знаете, имах една женска, небитно сега кога нема да спомнам иницијали, која што никога не се сретнах со неа заради тоа што не знам која беше причината и после тоа фати короната во април. Арно јас се запознах со неа во јануар месец. Се запознах во јануар со неа и толку многу што се сакахме, буквално до не може да лафам, имам трема. Буквално до април месец, до мај, додека не се разделиме, иако тоа не беше врска некоја сериозна, макар јас може да кажам за сериозна врска заради тоа што може да и беше прва моја љубов, која што усетих оти е прва и сериозна, само што ние не беме се сретнале, се беше онлайн, а беме решени да се сретнеме. Буквално јас толку многу се внесех во тоа, исто и она, што ние беме един спрема друг заслепани од што се сакахме многу буквално и немаше момент да она не е тука за мене и јас да не сум тука за неа. Буквално од тие 24/7, 4-5 месеца, Жика е сведок и Марко, дека јас не знаех што се другаре, седејќи на телефон, не знаех што е живот, не излегох од дома за да седам на Инстаграм, на камера со момичката. Буквално не 24/7, 48 17.000 бате. Не знам како да кажам, оти немше минутка ние да не лафме на телефон, немше минутка она да не ми се јави да ме пита как сум, што правам, да си објасниме, да си лафме, немше минута. Она учи, јас на камера седам со неа. Јас испаднам, пошто немах интернет, она ќе ми се јаве, тогаш немах ни не бех на презголта, бех на кредит, она ќе ми се јаве, јас ќе пишем пример, ќе фатам од негде интернет, ја мисля да се чуиме, немам интернет, пример или немам кредит. Она ќе ми се јави, ќе се чуиме. Буквално она учи толку многу ме сакаше и дури и она учењето го забрави попушти со оценките заради мене. И во сите мои тажни моменти она беше тука за мене, во сите мои радосни моменти она беше тука за мене, во сите тажни и среќни моменти јас бех там за неа, покрај домашните мои проблеми, покрај домашните нејзини проблеми, секој пат беме един за друг тука, заедно плакахме, заедно се смеахме, буквално се правахме. Од моментот кога се разделиме, заради некоја причина што мене ма наместија, оти јас треба да се раскинам со неа. Таа истата момичка што на раздели мене и таа момичка, значи имше една момичка што на раздели мене и таа момичка, влезе измеѓу нас на раздели. Истата таа момичка проба и мене и Жика да нас кара. Значи проба мене и Жика да нас кара, не знам на каков начин, не ми ни текнува љубов, памтам оти јас ќе го изгубах и Жика како другар. Зашо? Заради тоа што таа момичка нешто изиграваше паметна, не знам зашо и кој беше намарта, али емше маскара со женската, маскара и со ќе сакаше да маскара и со Жика. И затоа јас и Жика не сме глупи и сфатимо оти има нешто, иако таа што мене ма сакаше, мене не ми веруваше, не знам зашо, мислиш оти јас лажам, оти јас се изневерувам и оти јас не знам што сум правил, сум го сликувал на други, бла 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 бла. И така се разделиме. Од тоа ден до 2020 ноември, значи од мај до ноември, тие се некои си
юни, юли, август, септември, ноември, пола година, 7 месеца тук негде, 6-7 месеца. И аз не можех да се приберам. Значи не знам колко от вас знаете, колко не знаете, не изкажавах това пред камера. Може да некој бил приметил, не знам шо. Жика е тој чист сведок, Марко исто. И аз 7 месеца не можех да се приберам. 7 месеца јас бех во депресија. И тоа тешка депресија. Жика е сведок, значи лежах на улицата. Излевме ние, мене ќе ми текне нешто, јас се легнувам на улицата. Сваќаш, нешто ќе се подсетам на тешко, на лошо, нешто ќе ми дојде некоја депресија в мене тага. И јас се легнувам на улицата, колите врват, ма биколат, свират, ме садерат од џаму да станам. Јас не се замарам, лежам на улицата од тоа што не размислях и не знаех што сакам да ми се издешава тогаш. Буквално не знаех што се дешава. Го молях Жика во моје име да ја пише, да насмира на некој начин. Она беше упорно и натлива од кога раскинаме, толку ме испцуја, толку ме изврѓа, кој јас да имам утепано некој член од нејната фамилија. И буквално не можех никак да придобијам назад и ми беше многу жал, 7 месеца бех во депресија, искрено ви кажувам, значи јас немах живот тие 7 месеца. Дури кога беше најубавиот ден на Жика ројен денот, јас и тогаш плаках. Пошто она тогаш не знам што ми се изнасмеа, ми варна ми реплена на стори и мене тоа ме погоди, пошто она пак, јас пробувајќи да забравам, она пак некој минимален контакт створи со мене и јас пошто сум риби, а рибите се емоционални и јас за се си изјам за сериозно и за таков, пошто сум таков карактер, многу емоционален и се расплаках и тогаш и многу пата бех плакал, иако сме мешки, мешките плакат, да не се чуите нешто слично, како што женските можат да, што знам, што да прават, појма немам, небитно. Можат и мъжките да плакат, пошто и мъжките имат чувства и мъжките са луѓе, без разлика што сме мъжки, ние мислите оти не трпме. Не знам са кои женски как сваќат, али и ние мъжките сме луѓе, као не сме ние роботи за да немаме чувства и да не знаеме што се дешава и да се мора да изтрпиш. Као зашо плакаш мешко си? Нема врска. Не се как да ви кажам, оти тоа што не знаевте за мене е дека јас 7 месеца во депресија бех и исто така сум риби, што многу сум емотивен, многу сум емотивен. На сад топа нагон во тие 7 месеца што бех скаран со стаа, нели, што бех во депресија, се скарах и со тато и бех 7 месеца и со него скаран. И сега рачунајте, имам член од фамилијата што не саќе да правиме абет со мене, што сум скаран со него. Женската исто ми се налютила, што многу ми значи, а прва љубов секој пат ќе ти остане најмногу во сеќавање. Хейт од YouTube, хейт од TikTok, ми избриша TikTok акаунт и свашта, небитно. Од тука во јануар следната година 2021 се запознаях со Јана. Фала Богу на неа, јас почнах да си опребирам животот. Иако беше тешко од првите месеци, пошто уште се сеќавах на таа што бех пред тоа, не можех да ја забравам. И до ден денес му одират уште некои флешбекс, некои моменти што сме правиле и ми е жал што сум изгубил таа личност. Али покрај Јана се осеќам многу сигурно и многу добро и да ви кажам право, не се замарам веќе што сум изгубил таа личност заради тоа што секој пат тие личности што Господ ќе ти ги одземе на некој начин, не лавме за умирање, туку ќе го тргне од тебе, тоа е по-добро за тебе, заради тоа што знаеш дека таа личност не била за тебе и секој пат кога ќе се тргне една страна по-лоша иде по-добра. Или со други зборови кажано, после дождот иде сонце како ќе даде. Тука се запознаях со Јана, она ме натера да гледам тарот. Сега вие ще не знаете што е тарот, тоа е карти са тарот и пример, иначе не се чудејте за големите име мајстори, не ја прават куќите. Спратот фактички ме прават. Така да, тарот са карти што жена мъж без разлика знае да гледа, ги отваря и ти чите пример за риби. Константно, нели за мене. Пример, месец јануар ќе се издешава тоа и тоа и тоа и тоа и тоа. Месец февруар тоа и тоа и тоа и тоа и тоа. Сега не знам од вас колку верувавте во тарот, колку не верувавте, али мене ми има погодени многу работи тарот. Така да мене не може никој да ми осмени мисленето оти тие се ѓаволски работи, оти може са, не грешам, мислам не викам не. Али јас често си гледам тарот, често си слушам што чита она за риопте, за секој месец, нели? Заради тоа што мене за 2020 година, што го гледах, пошто јас 2021 почнах да гледам тарот, и за да почнам да верувам дали е точно тоа в тарот, изгледах прво се за 2020 и се што изгледах за 2020, се ми погоди. Од 100% нема 70% ми погоди што ќе ми се издешава, што ќе имам, как ќе имам, што ќе биде, 70% ми погоди од 100%. Од 24 минути видео,
едно, што знам, 15 минути, 16 ми погоди се. Значи не се заебавам, ако мислите дека е заебанција, слободно проверејте Tarot for Pisces, Tarot for Aries, Tarot for Virgo, не знам што хороскопски знак сте. Проверејте си за претходни месеци што ви се дешавало, ако мислите оти не е така, ќе видите па тоа. Небитно. Да преминеме на другата страна. Значи, откога почнах да гледам Тарот со Јана, исто така многу работи ми погоди за оваа година. Пример, ми кажал ќе се селиш у дома, јас не знаех кога ќе се селим и како ќе се селам, испадна да учам во Скопје, се преселих у дома. Ми кажал ќе се радуваш нешто, оти ќе го имаш тоа што го сакаш, јас саках нов телефон и нова камера, ги добијах. Ке имаш веќе некоја промена дома, не знам што, не знам как, почнах стан да правам, мислам спратот почна да ми прават, ето соба на сестра ми одвонка, нова фасада кладеме, фарбаме куќата се тоа. Така да ќе се смириш веќе со некои личности, тука се смирих со тато. И многу работи ми тргнаа на убаво, не знам как, ама Тарот многу работи ми погоди и многу работи ми тргнаа на убаво и полека почнувам да се оделам од таа депресија, мислам јас во ранните месеци на 2021 лафам, значи полека почнувам да се оделам од таа депресија со тоа што се дружам повеќе со Јана, излевам повеќе со Јана. Мислам, фала Богу, првите месеци не излеавме пошто она беше од Скопје. Она е од Скопје, не беше ја сега од Велеска, глупости треско не начула. Пошто она е од Скопје, а јас од Гевгилија и тука седахме цело време на Дискорд, седахме на Инстаграм и поради тоа што ние седахме на Дискорд и Инстаграм като што беме и со претходната, она никој пат не се одрече од мене и она знаеше дека јас сум за неа и јас знаех дека она е за мене и издржаме се до првиот пат кога одев да се запишем на академијата да се видиме. Од тогаш од кога се видиме, сватиме дека уште толку сме един за друг поврзани и створени на некој начин и не престанаме да имаме контакт заради тоа што сме онлайн, заради тоа што јас не знаех дали ќе учам во Скопје, имах проблеми со моите, не ми дадеа да учам во Скопје, па нека ги убедих да учам во Скопје. И откога одех во Скопје, конечно заедно се зближиме со Јана и веќе 4 месеца сме и физички заедно, освен што беме онлайн или дистанцирани. Така да многу убаво време си поминувам со Јана, благодарение на неа многу работи ми се сменија. Ки го изгубах телефонот, ако не беше она, значи она беше таа што го застана типот што ми зема телефонот од џебот. Што знам што се издешаваше друго, ки ми земаа пари, она беше тука што застана човекот што ми уфати новченикот. Значи цело време што ми се дешаваат работи лоши, она е тука кој ангел, спасител за мене. И секој пат кога поминувам низ лоши ситуации, кога плакам, кога сум во депресија, она е тука до мене кој мајка, буквално се што треба и не треба, се што може и не може, она ме решава. Не знам, фала, стварно многу и фала што не усеќам јас трошка, значи трошка тага, чек сте да видиш. Трошка тага не усеќам јас заради Јана, значи она е, не знам, толку се секира за јас да не сум тажен, што многу пати ми има кажано, ако треба веќе јас ќе си направам само нешто на себе, само ти веќе да не си тажен. Буквално кажано животот ќе го даде за мене, учам не саке да бидам тажен и тоа ме е многу, ето сега учу сум риби јас и што сум емотивен, мене сега ми е, не знам колку ме веровте, имам тука грудка и ми се плаќа заради во што го лафам ти е стварно наистина и знам ти некој секој дае за да ме има и за да не се усеќам нели лошо. И тоа, значи многу ми е, не знам, многу сум среќен што знам дека имам личност до мене што се секира за мене, што 100% е тука за мене без разлика за што и да ми треба. Кога и да ми требат пари, а немам, она е тука да ми даде. Кога и да ми треба јадење спајне, а да немам дека пример цимерот удел за охрид, јас немам клучи од станот, одам дека не ја спијам. Јас месец време, значи кога дојдев во Скопје, цел септември и половина октомври, месец и пол, спахов Јана заради тоа што немах стан. Ако не беше она, јас ќе требаше во Гевгилија да бидам, ќе немаше на школа дом, значи немаше дека да престојавам, очи немах стан да најдам. Она ми даде да јадам и да спијам месец и пол дека не. Значи, ако не беше она, јас ќе пропаднах, ќе се врнах во Гевгилија. Така да, не знам, многу работи ми се сменија од 2021. Што знам, многу личности ма заебаа, у смисла пробаа да ма заебат, а не успеа, поради тоа што сум поминал низ тие работи, веќе знам како одат и сам на некој начин јас се повлечех од нив, со тоа што они мислат и ма заебаа, свари јас сам се повлечех од нив.
Не знам сварно тоа е за мене, значи тоа што не го знаехте е дека сум ето многу емотивен тип, почнах да гледам DC или Justice League, не знам вие дали знаете, мислам тие што не знаете лафам, не за тие што знаете, значи вие што не знаете има Marvel, Avengers и има DC Justice League. Значи в Marvel ви спаѓат Spider-Man, Hulk, во Marvel спаѓат Spider-Man, Hulk, Thor, Капитан Америка, шо знам, не знам сите. А во, пошто уште немам почнал да гледам Marvel, а во Justice League спаѓат Супермен, Бетмен, Wonder Woman, Flash, Harley Quinn, во Dead Killer, појма немам, така нешто беше. Deadshot, моја грешка, Deadshot. Така да, тие са поделени на две и почнах да гледам DC или Justice League. Тука имаше един филм, Wonder Woman 1984, дека што нешто синот и таткото многу са, не знам, таткото сакаше да биде многу злобен, се да биде в негава мок. Мора да го гледате, филмот е многу јак. И буквално таткото го забрави синот, че гледаше само за себе да биде успешен, да има многу мок и синот буквално ќе умреше во војна, заради тоа што татко му не беше свесен што прави. И од тука татко му се откажа и оде го спаси син му и од толку што мене ме погоди заради тоа што се што имам поменено со стата, се се пресетих преку филмот. Јас заплаках, прв пат заплаках на филм заради тоа што се пронајдек во филмот. Значи филмот мене ме разплака, што една сцена беше таа од 2,5 сата филм, што таткото и синот се споија, се гушнаа, се тоа му кажа там два-три збори, аз буквално се ќе дам за ти да бидеш поуспешен од мене, да докажеш што јас сум по-лош татко од тебе, значи ти да докажеш што ти можеш по-добро од мене и се тоа. Мене тие две-три реченици ме разплакаа на целост, значи на дно. Не знам как толку ме погоди, ама јас фул се разплаках, и тоа. Така, дечки, срекна нова година уште малце ќе биде, ама јас ще сега да ви честитам срекни празници. Пробувам што е можно по-често да кламам видеа, знам оти не сум баш редовен, али пробувам колку можам по-често заради тоа што нели сум на школа, исто така на Инстаграм, кој нема следа, заследејте Малаки Царекс, објавам слики од модели, сликуваме значи модели, фотографираме во тоа. Преку илустратори илустрирам име домашни, правиме магазини преку типографии, календари правиме, значи имаме домашни задачи и такви работи. Така да сум прилично суобврски заради тоа што пример ќе станам во 2 сат, а јас сум од 5 на школа. Сега од 2 до 5, речени 1 сат ќе ми треба да се расонам, да апнам, да се раскомотам, иде 3 сат. Од 3 до 5, без разлика дали ќе гледам видео на YouTube, дали ќе спремам што треба да за на школа, 4,5 излегам од дома. Се враќам вечерта 7 сат, седнувам, јадам, се одмарам, гледам филм, ми поминае времето. Многу ретко време имам за да снимам видео, заради тоа што мене времето не ми е определено. Сега стварно не знам што да ви кажам, пошто се што имах да ви кажам, ви кажах. Така, дечки, од прилика тоа е тоа што не сте го знаеле за мене. Значи, ако има нешто што не ви кажах или што сакате да знаете повеќе за мене, слободно пишајте ми во коментари, јас ќе снимам видео за тоа. Така да немам че повеќе да ви кажам стварно искрено, за емисијата најдех спонзор, барам един беше добар што ми прифати да ми помогне за емисијата, така да негде на крајот на јануари, почетокот на февруари ќе почнеме емисијата. Тоа е, немам че повеќе да ви кажам стварно, бидејте ми поздравени, пробајте што по-позитивни да бидете, не мислејте на лоши работи, пробајте да не бидете во депресија, заради тоа што јас бев 7 месеци и знам многу во како да бидеш во депресија и како да бидеш депресивен. Пробајте да бидете среќни. Значи, правејте се што го прави среќен. Правејте или среќна. Правејте се што можете да забравите на лошото, се што можете да забравите на негативното, на депресиите, заради тоа што од лично искуство ви кажувам, уопште не е убаво ти 8 месеца да не видиш бел ден и цело време да плакиш и цело време да не ти е убаво на тебе заради некоја личност да ти ја расипала животот и ти ја скршила срцето. Наискрено ви кажувам. Ако таа личност сега го гледа во видео, само ќе кажам, нека ти е срам. Друго ништо не може да кажам. Чао. Ако не го гледа, која е го дека, што да ја кажам. Чао.